Започна сезоната за наводнување на оризовите полиња во Кочанско. Меѓутоа, поради недоволните количини на вода во брана Калиманци, годинава под ориз ќе бидат засадени само половина од површините. Остатокот ќе се наводнува во случај да се подобри хидролошката состојба во браната. Површините се намалени на 50%, скоро на 50, 2500 хектара се сега предвидени за прво наводнување, така да се договоривме со министерот да се зголемуваат површините со наводнување како ќе се зголемува количината на вода во Калиманци. На стартот на сеидбата, водата од хидросистемот е пуштена само низ реките. Прифатена од страна на оризовителите таму кај што е спремана површината. Во главном 90% се спремани, меѓутоа се пуштени сега моментално само во речните корита, додека во системот каналетки ќе почека уште неколку дена. 2-3 дена најмалку ќе почека. На почетокот ќе се оди со сеидба на крупни сорти на ориз, кои се интересни за трговците и имаат висок рандаман. Рокот е скоро пробиен, меѓутоа се надеваме дека на ризик идеме веќе, се надеваме дека есента ќе биде добра за оризот, па затоа ќе одиме со крупните сорти кои ги барат и пазарот го барат и откупувачите ја барат како сорта. Пред 2 дена оризарите излегоа на протест со блокада на едната коловозна лента на регионалниот пат Штип-Кочани и побараа корекција на предлог планот за наводнување на територијата на општина Чишиново-Облешево, корекција во исплатата на субвенцијата од 6 денари за килограм, при што тоа да биде за целата предадена арпа, а не за 800 килограми по пријавена површина, и што е можно побрзо да се започне со откупот за стоковите резерви. За Сител, Трајан Ристовски.